Колку и да оваа седница е протоколарна во Собранието на Република Македонија за 8 март, сепак оваа седница сме сведоци дека помина во духот на трагедијата што се случи пред неколку дена, каде што млади луѓе, мајка и ќерка ги изгубија своите животи. И тоа покажува дека треба сите да се обединиме, затоа што губитокот на два млади животи е губиток на сите нас. И сите имаме колективна одговорност кон сето ова што се случува со бројот на фемицидите во Република Македонија. Навистина се отвараат големи дилеми кои што не се затворени, мислам дека не само што се отвараат, туку не се затворени од претходно, со тоа што ако во државата имаме повеќе учени жени, а помалку активни на пазарот на трудот, ако останува јазот меѓу платите за за исти работни места, тогаш навистина треба да се запрашаме што следно треба да направиме. Ако најголем број на причини за насилство во семејствата е психичкото расстройство, кој што ова е податок кој што го покажуваат извештаите од релевантните министерства и институции што го спроведуваат законот за заштита од насилство, тогаш како општество, како институции, како чинители во кревањето на јавната свест, треба да се насочиме токму тука. Што е причината за големиот број на психичко расстройство кај граѓаните? И мене ми е многу жал што на овој начин го одбележуваме 8 март. Да, имаме напреднато со правата, но 40% квота во пратенички советнички според мене не се рефлектира во општеството. Тоа го кажува бројот на министерки, тоа го кажува бројот на градоначалнички и бројот на жени на извршни функции. Значи, дека имаме уште многу да работиме, но дефинитивно треба нешто подрастично да направиме во општеството, затоа што навистина состојбите не се добри.